Почитувани, добродојдовте на програмата на Канал Вис. Вие го следите представувањето на кандидатите за градоначалници, како и советничките листи кои што ќе учествуваат на локалните избори 2021 година од југоисточниот регион. Вечерва со мене е Перо Костадинов, кандидат за градоначалник од политичката партија СДСМ. Најпрвин добро вечер и добро ни дојдовте како гостин во нашата програма. Добро вечер, благодарам на поканата. Кажете ми за почеток, ете да ги запознаеме нашите гледачи, кој е Перо Костадинов? Перо Костадинов е актуелен градоначалник на општина Валандово, дипломиран економист, претходно вработен како менаџер за продажба во приватна компанија, активен во општествено-политичкиот живот и во Валандово и во државата. Претходно сум бил и советник и активист против изградбата на рудниците во Валандово. Така. Кажете ми зошто се кандидиравте повторно за градоначалник? Па искрено поради тоа што голем дел од работите кои што ги започнавме ни треба време за да ги завршиме и да ги поставиме темелите и основите на еден нов развој на Валандово за кој што се бориме. Изминатиот период расчистивме со тоа дека Валандово треба да биде еколошка општина и да се развива преку земјоделие, преку конкурентно земјоделство. Исто така започнавме многу проекти кои што значат инфраструктура, современа инфраструктура во сите населени места и во градот Валандово, поради тоа што сме спремни и понатаму да го менуваме пристапот и општинската администрација да има партнерски однос со граѓаните, практично да не практикуваме власт ради власт, туку да практикуваме власт за да се движиме сите заедно напред како граѓани, без разлика на политичка партија, на вера. Значи, сакаме да ставиме стоп на сите поделби по било кој основ и од тој аспект навистина имаме и желба, и знаење, и бараме поддршка да продолжиме честно и искрено да го развиваме Валандово. Така. Кажете ми кои се клучните области во кои вие би работеле? Во сите области во кои што има ингеренција локалната самоуправа, значи од сферата на урбанизмот, инфраструктура, екологија, комунални дејности, значи баш буквално секаде сакаме се да ставиме во еден нов начин на функционирање, во еден нов моментум развоен за локалната средина, така да во сите тие полиња би работеле, а изминатиот период, како што реков, во многу од сферите се направени драстични поместувања, така да сметам дека полека, но сигурно општина Валандово пред се го враќа на пиедестал младиот човек и љубовта кон тоа да се работи за Валандово, да се работи во Валандово и да се обезбеди опстој дома. Така. Што е приоритет за општина Валандово? Во наредниот период навистина имаме големи проекти кои што севкупно треба да го подобрат амбиентот, општествено стопански и пред се и инфраструктура. Значи најпрво да започнам на полето на урбанизмот, значи донесување на урбанистичките планови кои што ги започнавме како постапки. Општина Валандово, тоест градот Валандово за прв пат после 1994 година добива нов генерален урбанистички план кој што значи нови перспективи и нови можности од најразлични аспекти за граѓаните на Валандово во сферата на инфраструктурата, апсолутно инвестиции во градот Валандово и во сите други населени места во најразличните инфраструктурни сфери, како што реков, било тоа да се локални улици, патишта, комунална инфраструктура, образование, детска заштита, че секаде каде што имаме ингеренции, сакаме да направиме и повеќе урбани зони и во градот Валандово и во населените
места. Така да приоритетите се повеќе од најразлични области, реконструкција на киносалата во Валандово, културните домови низ населените места, вложувања во нови детски градинки, вложувања во училиштата, изградба на затворен базен во Валандово, изградба на викенд населба на кај Кочулските водопади, изградба на парк шума во градот Валандово, значи инвестиции кои што навистина се многу и за кои што веќе општината е спремна или на големо се спремува да ги реализира наредниот период. Така. Што мислите, кои се недостатоците на општина Валандово за кои што вие во иднина можете да ги промените? Па мислам дека поголемиот дел од работите во овие 4 години успеавме пред се пристапот да го промениме и да покажеме дека функцијата е најминливата категорија, дека на овие функции треба да бидеме сервис на граѓаните, да си помагаме со граѓаните. Јас пред се сум граѓанин, а потоа се друго, така да сметам дека општината и пред се енергијата што ја создаваме во општината значи една целосна подготвеност на цела локална заедница за прогрес и уверен сум и верувам и во себе и во мојот тим дека во вториот мандат многу посилно ќе изработиме тоа што беше дури и во првиот мандат. Така. Како ја гледате вие лично општина Валандово во иднина? Развиена општина, општина во која што ќе биде задоволство да се живее, кое што секој би се чувствувал гордо и исполнето, општина која што пред се ќе се развива и стопански и во полето на детската заштита, на примарната и секундарната социализација уште од најрана возраст. Сакам Валандово да биде една локална заедница во која што индивидуата ќе биде на пиедестал и дека ќе се гради заедница на силни индивидуи кои што ќе се движат заеднички напред. Така. И за крај, дали можеби би сакале да се обратите нешто кон граѓаните, со некој апел можеби? Ги повикувам граѓаните на општина Валандово на локалните избори кои што ќе се случат на 17 октомври да гласаат за СДСМ и коалицијата, да гласаат за Перо Костадинов како кандидат за градоначалник и за советничката листа на СДСМ и коалицијата, да продолжиме да се движиме напред и од Валандово да градиме една позитивна заедница, една прогресивна заедница која што ќе биде за пример за сите останати. Така, јас многу ви благодарам што одвоивте од вашето време да бидете гостин во нашата програма. Благодарам и вас. Почитувани, ние продолжуваме понатаму. Со нас вечерва беше и кандидатот за градоначалник од политичката партија СДСМ за општина Валандово. Продолжуваме понатаму.